Великобританија. Во САД се слави Денот на благодарноста, празник кога се организираат прослави и спортски настани, а семејството и пријателите се собираат на заедничка трпеза. Македонска делегација ќе биде дел од лондонскиот самит на НАТО алијансата. Планински дом во Арканзас, место за духовен мир за љубителите на природата и коњите. Останете со нас. Добро вечер. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Денеска во САД се слави Денот на благодарноста, празникот кој го означува почетокот на божикната сезона. Традиционално ги собира семејството и пријателите на заедничка трпеза. А на лондонскиот самит во НАТО, македонска делегација предводена од премиерот, ќе седне на маса со лидерите на 29 земји членки на Алијансата, известува Владимир Мирчевски. Идната недела Македонија за прв пат на еден самит на НАТО ќе седи на иста маса со останатите земји членки. Премиерот ја предводи делегацијата на лидерскиот состанок на собирот на врвот на Алијансата во Лондон. За прв пат ќе имаме прилика да седнеме на масата на најмоќната алијанса не на денешнината, туку најмоќната алијанса во историјата на човештвото. И ова е за нас историска шанса и ова ќе биде историски ден. За прв пат да не дозволиме некој друг за нас да дискутира, туку да седнеме на масата на која што се носат одлуки кои влијаат на целиот свет. Наредната недела ќе имате можност да седите рамноправно на лидерската маса и тоа е значаен показател за вашата посветеност. Во очекување на преостанатата 29 ратификација во Шпанија, МНР веќе изготвило нацрт закон за ратификација на Северноатлантскиот договор во Македонското собрание. Тоа што за 10 месеци имаме 28 ратификации говори дека сме добре дојдени во Алијансата и се надеваме дека тоа ќе биде одбележено и во еден параграф, во една реченица од завршната декларација на состанокот на лидерите во Лондон. Димитров најави дека до лондонскиот самит ќе се утврди идниот амбасадор во НАТО. Неофицијалните информации се дека тоа ќе биде Дане Талески, актуелниот советник на премиерот за надворешни прашања. Снежна бура во САД го отежнува патувањето за денешната прослава на Денот на благодарноста. Вчера попладне беа откажани повеќе од 500 авионски летови, а над 9000 беа одложени. Метеоролозите предвидуваат голем снег и ветрови од 120 км на час. Повеќе од 50 милиони американци се очекува да патуваат со цел празникот да го минат со семејството и пријателите. За оние кои не можат да си дозволат празнична трпеза, тука се хуманите граѓани. Дебора Блок има повеќе. Джој Винслоу пакува оброк за незиното семејство во непрофитна банка за храна во Ферфакс, Вирџинија. Таа е самохрана мајка со 5 деца и вели дека ова многу ќе помогне и тие да уживаат во Денот на благодарноста. Се обидувам да си улеснам за мене и за децата да имаме вечера на Денот на благодарноста. Оброкот содржи традиционална мисирка со сите додатоци, зеленчук и десерт. Делми Мендоза од Ел Салвадор е благодарна за гозбата. Славиме со семејството, го чекавме овој ден. Овие доброволци се дојдени да ја сортираат храната како дел од напорите на нивната компанија, за давање назад на заедницата на тие на кои најмногу им треба. Живеам во населба што е многу богата, но има многумина на кои им треба помош. За мене е важно да помогнам кога имам можност. Секоја година 90 милиони килограми помош во храна се распоредува на сиромашните од ова место, што може да нахрани 50.000 луѓе. Тажно е некој да не може да го прослави Денот на благодарноста. Тоа е голема американска традиција. Многу ни значи што можеме да помогнеме. Складиштето за храна работи со приватни донации во пари и во храна. Блиската продавница на Венгмас исто така помага, со тоа што организира собирање на храна што купувачите ја донираат. Благодарна сум пред се за фактот што можам да купам храна за семејството и што сите ќе дојдат, но исто така и затоа што можам да издвојам нешто и за оние кои немаат толку. Многу ми значи што како компанија сме партнери со банката за храна за да обезбедиме оброк за оние кои имаат малку. Така сите во заедницата ќе можат да го слават празникот. И покрај тешкотиите, Джој Винслоу е благодарна за тоа што го има. Се движам, се смеам, дури во моменти кога е тешко. Секогаш наоѓам причина да бидам благодарна за овој живот.
Дренките се задолжителни на традиционалната трпеза по повод денот на благодарноста. Но додека овој празник некогаш им носеше голем профит на фармерите. Со падот на цената на дренките тоа веќе не е така. Фармерите сега бараат алтернативни начини на заработка. На фармите каде што одгледуваат дренки поставуваат и соларни панели, бидејќи тоа им носи сигурен приход секој месец. Араш Арабасади има повеќе. Фармерите во Масачусетс одгледуваат дренки со генерации, но велат бизнисот денес не е како што бил. За успешно да одгледате дренки, трошите $32 за барел, што е 45 килограми. Цената сега е $22, што е истата сума која дедо ми ја добивал во 50-тите. Ова не е исплатливо и некои бараат креативни начини да заработат за живот. Така дојдовме до соларниот проект, што е различен вид на прилив на приходи. Во САД, оние што користат соларни панели можат вишокот енергија да го продаваат за профит на електричните компании. Фармерите имаат хектари земјиште погодно за соларни плочи. Моето истражување го зема предвид целиот производствен систем. Сакаме да откриеме како овие соларни плочи влијаат на микроклимата под нив. Проблемот за многу фармери е сенката што плочите ја фрлаат врз посевите. Дренките растат ниско. Генетски тие имаат помала потреба од светлина отколку другите растенија. Истражувањето сега е насочено во сознание дали земјоделските култури и соларните плочи можат да коегзистираат, иако повеќето се наклонети на жетва на сонцето. Тоа се пари на кои реално можете да сметате. Знаете дека ќе добиете пари секој месец, додека со дренките никогаш не сте сигурни. Според одделот за земјоделство на САД, цената на дренките паднала 60% изминатава деценија. Трговските бариери со Европа и Кина дополнително ги оптоваруваат фармерите кои некогаш извезувале 30% од нивниот производ. Судбината на дренките е неизвестна. Духовен мир може да се најде на различни, но и на необични места. Таков е планинскиот дом во Арканзас, каде луѓето јаваат коњи и велат дека се чувствуваат поблиску до Бога. Тука се наоѓа и необичната црква на каубојците, каде луѓето се прифаќаат едни со други, без предрасуди и без осуда. Габриел Вајс беше таму. Мојата сопруга и јас јаваме коњи заедно. Тоа е време кога ќе излеземе надвор да уживаме во она што Господ го создал за нас. Доволно е само што не е благословил со фарма и земја. Благодарни сме што сме дел од така наречената црква на каубојци. Има нешто кај коњот што ги прави сите да се чувствуваат добро. Оваа црква ја има насекаде во државата. Ние сме дел од Јужната баптистичка конвенција која ги опфаќа луѓето кои ја сакаат западната култура и кои често не се чувствуваат пријатно во традиционалните цркви. Некои луѓе мислат дека не заслужуваат да бидат дел од црквата, но ние не ги напаѓаме оние кои се развеле, кои пијат пиво или прават некои работи различно од други. Ништо од тоа нема да ве испрати во пеколот. Она што ќе ве однесе таму е ако не верувате дека Исус Христос е вашиот спасител. Како дете не ми беше јасно зошто црквите имаат игралиште за кошарка. Сватив дека целта е децата да се доближат до Исус Христос на тој начин. Нашата арена се користи за истата цел. Ќе кажеме молитва и ќе тргнеме. Ќе му заблагодариме на Господ што е со нас додека јаваме, за тоа што сме безбедни и што ни ги чува коњите. Кога сум на коњ, се чувствувам како ништо друго да не постои на светот. Кога јаваме, знаеме дека само Исус е со нас. Ја гледаме природата која само Тој можел да ја создаде. Вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. За повеќе содржини посетете ја и нашата веб страница, а следете ни и на социјалните мрежи. Довидување до утрешното издание на вестите.
Италија.